Почитувани медиуми, добар ден на уште една пресконференција во Стопанската комора на Северна Македонија. Темата на денешната пресконференција е Советот за напредни технологии при Стопанската комора, кој најавува реализација на бесплатни вебинари за дигитализација на компаниите. За таа цел на денешната пресконференција покрај потпредседателот на Стопанската комора магистар Зоран Јовановски ќе говори и председателот на Советот за напредни технологии господинот Никола Јушев, воедно и главен извршен директор на Македонски телеком. Зоран, повелете. Благодарам. Денешната пресконференција се однесува на првата активност на Советот за напредни технологии при Стопанската комора. За тоа по-детално ќе се осврне господинот Јушев во својство на председател на овој совет. Но најпрви јас би дал неколку воведни напомени за контекстот во кој што се случуваат работите поврзани со советот. Веќе неколку години во Стопанската комора се одвива процес на нејзина стратешка трансформација, во на што ние го нарекуваме комора на иднината. Основата на оваа трансформација е процес на суштинско проширување на портфолиото на активности на комората. Така, покрај досегашните традиционални коморски активности, како што се активностите на вмрежување на компаниите во разни форми, како што се здруженија, асоциации и така натаму, издавањето документи за кои што комората има овластување и слични, на редица традиционални коморски активности. Покрај нив, во рамки на комората се формира и неколку нови организацијски форми, така наречени совети. Како што веќе може и да се види во изминатиот период, во тек се разновидни активности кои што овие совети ги реализираат. Се реализираат разновидни обуки за вработените од компаниите и тие обуки одат преку Советот за високо образование, а паралелно одат и активности на други два нови совети, Советот за унапредување на квалитетот на тренингот и обуките и Советот за унапредување на индустријското производство и извоз. Она што е клучно да се потенцира, поврзано со овие совети, се две работи. Прво, дека новите совети не се дебатни клубови, туку се механизми за конкретна помош на бизнес секторот. И второ, дека работата на советите не е ограничена само на членките на комората, туку на сите, работата на советите е поврзана со сите заинтересирани компании во земјата. Уште еден таков нов совет, кој што е формиран во исто време со останатите, е Советот за напредни технологии, за кој што денес ќе говоруваме. Оваа пресконференција е всушност представување на советот за прва активност и во наредниот период ќе слушнете и за други активности. А во оваа прилика господинот Никола Јушев, главен извршен директор на Македонски телеком и председател на советот, ќе ве запознае со првите активности на советот. Господин Јушев. Благодарам, добар ден и посакувам на сите кои еве не следите преку дигиталните платформи. Најпрво би сакал да изразам благодарност и признање на господин Ивановски за навистина несебичното вложување во проектот за трансформација на Стопанската комора, во комора на иднината. Особено би сакал да изразам голема благодарност и почит за неговата посветеност и улога како партнер во дискусиите кои имавме околу стратешките правци на делување на Советот за напредни технологии во наредниот период. Покрај нас двајцата, тимот на Советот за напредни технологии во моментот брои 13 членови, се работи за исклучително стручни, професионални, докажани експерти од различни области на делување. Тука се академикот Љупчо Коцарев од Македонската академија за науки и уметности, кој е воедно и потпредседател на Советот за напредни технологии, Весна Ивановска од Цивус Скопје, доктор Нина Ангеловска од Асеко, Марта Нумовска Грнарова од Завар компании, Илја Георгиева од Технолошко-методолошкиот факултет при Университетот Кирил и Методи Скопје, Тереза Серафимова од Analysis and Advisory Group, Никола Димовски од Алкавоид, Тони Стојановски од Стопанска банка Скопје, доктор Иван Чурбев од Финки при Университетот Кирил и Методи Скопје, Илијанчо Гаговски, PrimeApps Скопје, Александар Ицев, Google SAT, Катица Ицева, Microsoft SAT и магистер Антони Пешев од Стопанската комора. Активностите на
Советот за напредни технологии во рамки на вториот столб на Стопанската комора се примерно насочени кон овозможување на полесно усвојување на напредните технологии од страна на приватниот сектор, со цел зголемување на неговата продуктивност и се разбира на конкуренција. Во овој контекст, Советот ја има улогата на ефикасен промотор, иницијатор и олеснувач на процесот на комуникација, што треба да резултира со ефикасно поврзување на потребите за знаење од страна на приватните компании со релевантните пунктови на тоа знаење во земјата, но не само за членовите на комората, туку и пошироко. Целокупниот процес носи придобивки за сите вклучени страни во процесот, за компаниите, за продавачите на знаењето и се разбира за комората. Истовремено Советот обезбедува форум за промоција и поттикнување на воведување на напредните технологии и во рамките на поширокото општествено деловно обкружување, со што дополнително влијае во насока на олеснување на функционирањето на приватниот сектор. Би рекол дека трите генерални области на делување на Советот за напредни технологии се од број 1 промотивни активности на Советот, кои се насочени пред се кон приватниот сектор, како што се работилници, вебинари, панел дискусии, но и консултантски услуги, каде што ќе се обидеме да им помогнеме на приватните компании да ги осознаат придобивките и да им го покажеме патот, како да го дигитализираат своето работење и на тој начин да бидат поефикасни и поефективни. Втората генерална област се едукативните активности во насока на лоцирање на конкретните потреби на компаниите за едукација и знаење и поврзување со релевантни обезбедувачи на таквото знаење во насока на забрзување на процесот на дигитализација и генерално техничко-технолошко напредување. И третата активност, она што претходно го спомнав, накратко е делување кон поширокото деловно окружување, преку мапирање на точките на неефикасности или лоцирање на точките за можни подобрувања, во интеракција на приватниот сектор кон државната администрација, потоа поттикнување на проектот дигитален идентитет, дигитализација на нотаријатот и така натаму. Првите конкретни активности на Советот стартуваат оваа недела и ќе течат во текот на месец февруари и март, првата половина на месец март, кога ќе се реализираат серија на промотивно-едукативни настани, кои ќе се реализираат во соработка со Македонски телеком. Станува збор за вебинари од отворен карактер, кои ќе имаат за цел да ја поттикнат дигитализацијата на компаниите, презентирајќи ги современите дигитални алатки и придобивките од нивната употреба. Целта е подигнување на продуктивноста на компаниите, но и стопанството во целост и градење на конкурентски компании кои со пример на новите технологии ќе бидат во чекор со конкуренцијата на отворениот пазар. 4 вебинари кои ќе ги организираме ќе бидат во фокус на дигитализацијата на поединечните сектори. Почнуваме со малопродажба, потоа следи производство, градежништво и финанси. Истовремено, пред учесниците ќе бидат презентирани и најновите податоци од истражувањето кој го спроведува Македонски телеком, заедно со истражувачката компанија Ipsos, а кои се однесуваат на статусот на дигиталната зрелост во Македонија по индустрии и дигитални области. На овој начин, преку конкретни активности, ја покажуваме нашата заложба за подигнување на свеста за важноста и необходноста од дигиталните услуги во денешното деловно работење, преку приближување на дигиталните услуги до корисниците и конкретен приказ на бенефитот од нивното користење во секојдневието. Првиот вебинар на тема дигитализација во малопродажба ќе се одржи сега во четврток на 24 февруари, при што веќе упативме покана до сите заинтересирани компании. Јас верувам дека имаме голем одзив, имаме голем интерес за овие вебинари и во таа насока би сакала да се заблагодарам на моите колеги од Македонски телеком, кои што пронајдоа интересна можност на овој начин практично да почне со работа со конкретни активности со Советот за напредни технологии. Ви благодарам.
Се слушаме? Дали ме слушате? Добро, малку слабо се слуша. Сакав да ве прашам колку е подготвена Македонија и македонското стопанство за ваква трансформација? Поставам до господина Кумиша да ги прашањата или господин Јовановски. Па да, може и двајцата да одговорат. Колку може брзо да се случи таа трансформација? Кои се очекувањата? Колку е македонското стопанство подготвено за ваква трансформација? Мојот впечаток е дека интернационалните компании кои што имаат своји операции во Македонија ја имаат оваа дигитална трансформација или дигитална агенда многу високо на својата приоритетна листа и се добива впечаток дека интензивно се работи на темата. Она што од друга страна загрижува или што треба да не направи внимателни во проценката на генералната состојба во Македонија е ситуацијата со помалите компании, во главном кои што функционираат со локален капитал, релативно ограничен. Во тој дел мислам дека активностите треба да бидат позасилени. Впрочем, и Советот за напредни технологии се јавува во таа роља да биде олеснувач на тој процес на дигитализација, кој што ќе ги направи и поефикасни и поефективни. Пандемијата, например, многу експлицитно ни покажа дека малите компании ќе треба час поскоро да го дигитализираат својот начин на работење, за да едноставно можат да бидат присутни и во дигиталниот свет и да не зависат операциите од така наречените brick and mortar, така нареченото brick and mortar функционирање, каде што знаете во текот на локдаун, кога имавме во 2020 година и после, едноставно тешко се излегуваше во пресрет да се изнајде начин или модус операнди во кој што ќе може да се функционира. Мислам дека една од добрите примери беше индустријата во ugostителството, која што успеа релативно брзо да го премости тој предизвик и практично уште во текот на 20-та година и покрај тоа што имавме многу сериозен локдаун во целиот сегмент на ugostителство, рестораните функционираа во смисла на производство на храна, храната се доставуваше и така натаму преку дигитални канали. Јас би сакал само да додадам неколку реченици на ниво на целата економија, бидејќи прашањето беше такво. Мислам дека од аспект на обезбедување на доволна конкурентност за во иднина, прашањето за усвојување, прифаќање и примена на напредни технологии и процесот на дигитализација во основа веќе не е прашање на избор, туку е прашање на опстанок. Во однос на тоа дали македонските компании и македонската економија е подготвена, она што би го посочиле дека постои потреба, бидејќи паралелно се случуваат активности поврзани со дигитализација на македонската економија, постои потреба од веројатно добра координација на сите тие активности поврзани со дигитализацијата, за да ресурсите кои што македонската економија и да речеме и фондовите, можеби помошта која што доаѓа од државата за бизнис секторот, да се извлече максимален ефект. За да биде тоа така, треба да постои многу добра координација на процесот на дигитализација на македонската економија.